Кај нас пред 2 дена се обрати со барање за бесплатна правна помош сопругата на Томислав Кежаровски и вчера ни беа доставени на увид решенијата кои што се однесуваат на продолжување на мерката на притвор. Она што ние го констатиравме од решенијата е дека Кривичниот совет овие решенија ги донел во постапка со која што фактички се повредуваат принципите и начелата на Конвенцијата за човекови права, но и праксата на Европскиот суд за човекови права. Ова од проста причина што судиите, според оваа пракса и според одредбите во Конвенцијата, при аргументација на причините поради кои што го продолжуваат притворот, мораат многу конкретно и јасно тоа да го образложат. Значи со факти кои што би довеле до заклучок дека е навистина неопходна токму таа мерка да биде применета. Меѓутоа, Кривичниот совет во последното решение, па и во претходните две, дава образложение на речиси пола страна, највеќе една страна, во која што само навидува дека се наложува, значи се колективно продолжување на мерката притвор, при што за Томислав Кежаровски се навидува дека тоа се прави од причина што истиот не поседува недвижен имот, бидејќи постои можност за негово бегство, и во едно од решенијата се навидува дека доколку биде пуштен, би можел да влијае на сведоците. Јас би сакала во оваа прилика да потсетам дека на судот не му стои на располагање само мерката притвор. Имено постојат повеќе мерки кои што судот може да ги примени како гаранција за време на истражната постапка. Но вие знаете дека кај нас се пракса, особено во овие случаи во кои што се шпекулира дека постои одредена политичка заднина, редовно да се користи единствено мерката притвор. Јас би сакала исто така да потсетам дека решенијата од овој случај, од случајот ликвидација, се многу слични на оние акти кои што беа донесени за случајот Змиско око, а за кои што Хелсиншкиот комитет ја подготвуваше на времето апликацијата до Европскиот суд за човекови права, во кој што и Република Македонија изгуби во случајот. Значи, ние доколку апелациониот суд не постапи по жалбата, а она што се случува во моментот е дека апелациониот суд нема постапено по жалбата по второто решение, ниту пак основниот суд постапил по предлогот за прекинување на мерката притвор и гаранцијата, односно недвижноста која што е дадена како гаранција со цел да биде укината мерката притвор и Томислав Кежаровски да се брани од слобода. Ваквото непостапување е можна сериозна индикација за тоа дека не се разгледуваат жалбените наводи, не се има волја да се оцени законитоста на првостепените решенија, која е тогаш, да речам, оправданоста од постоењето на втората инстанца. Јас сметам дека доколку не се случи тоа и не постапи апелациониот суд во согласно со закон и по последнава жалба која што ќе биде во текот на денешниот ден поднесена од страна на адвокатите на Томислав Кежаровски, дека ќе постои простор да се поднесе апликација до Европскиот суд за човекови права. При тоа морам да истакнам дека е многу известно дека Европскиот суд за човекови права ќе постапи позитивно. Вие ќе помогнете во таа? Да, Хелсиншкиот комитет доколку се пројави значи интерес од страна на семејството, односно Томислав Кежаровски, да Хелсиншкиот комитет понатаму постапува пред Европскиот суд за човекови права, односно да ја подготви апликацијата, ние ќе го сториме тоа.